сте имале прилика да го погледнат филмот Pay It Forward или продолжи понатаму, ако не сте имале, погледнете го, тоа е филм со Кевин Спейси, со малиот Хейли Джоел Осмен. Тоа е една прекрасна идеја, каде што еве на некој начин ја имаме и во Македонија. Што е тоа? Ќе ни каже Маја Бабич, која што се јавува како организатор. Добро дојдовте. Добро најдовме. Добар ден и вам и на вашите гледачи. Така, на настан кој што ќе се случува на 14 април пред школка. Тој настан, што ќе се случува таму? Настанот е со наслов Правиме добри дела и растеме заедно. Ќе објасниме подоцна зошто е изваден тој наслов. На 14 април во 10:30 часот започнува голем хепенинг на школка и ќе трае се до 14 часот. Искрено се надеваме дека времето ќе биде на наша страна и овој циклон Кристијан ли како се вика, каде е Славчо да каже, дека нема да ни заврне. Всушност, Правиме добри дела и растеме заедно е симбиоза од два настани кои што минатата година се споија во едно, а тоа е на невладината организација Аутизам МК, кој што во месец април, кој што е посветен на децата со аутизам, ја подига свеста за оваа состојба, различна, но сепак иста како и сите останати. И нашата Инервил клуб Скопје Европеја, која што веќе трета година го прославува, не би рекла дека зборот е прославува, но го одбележува овој ден на правење на добри дела. Ние минатата година случајно се најдовме, не случајно започнавме заедно да ги правиме настаните и решивме и годинава да продолжиме. Значи, на школка ќе имаме многу музика, многу забава, многу наши домашни пејачи, звезди, нема да откриваме се. Дури има и некои изненадувања, се подготвуваше песна, се сними песна за децата со аутизам, па тие кои што и учествуваат во самиот спот и во песната. 5+ фамилија ќе ги видиме на школка и уште многу други работи. Доволен мотив, мислам дека кажав доволни информации за тоа што ќе се случува. Да, секако. Меѓутоа, оно што е важно, а што може нели да се види на ивентот веќе што е направен за овој настан, дека освен нели музичкиот дел и ќе се посвети внимание на едукативниот дел, ќе има и ликовни работилници. Претпоставувам не е случајно се во ова, да не е само обрнато внимание, како што рековте, дека е прослава, меѓутоа да се уфатени сите компоненти за секој оној, без разлика на возраст, што ќе биде присутен во недела на школка. Да има по нешто. Да. Знаете како, ќе очекуваме многу дечиња со аутизам, многу дечиња со посебни потреби и вклучивме што е можно поголем број на организации и компании кои што веќе работат на инклузивни програми и сметавме дека таквите програми треба да ги донесеме и на школка, затоа што тие најдобро знаат како да ги анимираат тие деца, затоа што тоа се нашите драги гости на школка и сакаме да се чувствуваат убаво и не сакавме ништо да препуштиме на случајно, затоа што тие навистина знаат како да ги анимираат и мислам дека секој може да се пронајде во секоја од активностите. Ке имаме живи статуи, ке имаме работилници, ке имаме цртање на лица, ке имаме ветерница, многу за сечи вкус, да. Господја Бабич, во ова денешно општество, ако може така да се каже, бар еве според мене во голема мера изгубени вредности, заборавивме ли можеби оно што е главната цел да сакаме емпатичност и да направиме некое добро дело без при тоа да очекуваме нешто за возврат или да подариме на некој барем убава мисла или било што некако ете така ќе остави позитивен впечаток. Прашање во всушност е она што јас ќе ви го кажев како мотив зошто ја почнавме целава акција Pay It Forward. Инаку сакам, пред да го одговорам прашањето, сакам да се надоврзам на филмот Кевин Спейси. Дадовте препорака да се гледа, ама јас ќе дополнам, ако не им се плаче викендов, да не го гледаат филмот. Па не, зошто може да влезат луѓето во една длабока
психолошка. Да, филмот е анализа под прекрасен. себе да си Да. да си кажа Кевин дека ова Спейси можам и е, јас да, мојот омилен актер, така што со задоволство го гледам. А целата приказна на Pay It Forward е всушност почната од тоа е книга Pay It Forward, од која што е снимен филм, и потоа во 2007 година еден австралиски мотивацијски говорник го започнува движењето. Не знам дали знаете, но Pay It Forward се случува во исти ден во 86 земји во светот. Тоа е една фасцинантна бројка на глобално земји, веќе глобално движење, така. хуманитарно движење. Што е она што е суштината? Често правиме добри дела, сите ние, предпоставувам и се надевам дека правиме. Но никогаш не бараме ништо за возврат. Суштината на ова движење е всушност дека правиме добро дело, но бараме за возврат. А тоа е и тој што направил добро дело да продолжи да прави и понатаму добри дела, затоа е Pay It Forward или продолжи Така. понатаму, или илустративно. Јас денеска за вас двајцата донесов по една чаша. Ви ја подарувам на двајцата. Ви Благодариме. И дали може пенкалце едно? Има едни картички, тоа се овие картички. Дали која камера ќе ги види? Добро. И од позади на картичките има коцкички, кои што јас сега ќе ги штиклирам и ви ја давам картичката на која што пишува честитаме. Некој направи добро дело за вас, сега е ред на вас да го направите истото. Одлично ми се допаѓа. Ви благодариме И во вие, секој случај. Можеме повеќе вакви да штиклираме. Се во еден разбира, ден. тоа е приказната, дека вие ќе штиклирате едно и ја давате понатаму картичката. Аха, се предаваат и картичките. Да, И да. патеката на картичката никој не знае каде оди. Може ќе заврши во канта, може ќе помине со сите коцкички што се одбележани овде, може би и ќе ви се врати. Да. Никој не Да. знае. Фасцинантно, Да. така е. Приказната Другото е е многу убава и всушност идејата е дека ако јас направам добро дело за тројца и тие тројца направат уште за тројца и тројца. Со една математичка прогресија ние тоа можеме да го расшириме во светот и да предизвикаме многу чинови на добрина и добри дела. Всушност тоа е идејата на детето во филмот, кое што Апсолутно. ја замислува таа приказна. А професорот ја прифаќа. А ја да. професорот ја прифаќа и нема да кажеме што се случува за тие што не Оние што го гледале. гледале, така ќе го гледат. Инаку, да, заборавивме да бидеме емпатични прво кон себе, Така. а потоа и кон најблиските, а да не зборувам за тие кои што не ги познаваме. Бомбардирани сме со информации, бомбардирани сме со вести и добри и лоши. Секојдневното трка за преживување не направи на вистина да бидеме безчувствителни Роботи. и на среќата и на несреќата. Така. Јас тргнувам Со од честни себе. исклучоци, стварно има и такви луѓе кои што Добро, ама знаете како животот ве меле. Вклучувајќи ме и мене, сите ние сме секојдневно. И заборавивме да се слушаме меѓу себе. Колку пати ви се случило пријателка да ви се јави и да ви зборува нешто, бидете искрена и кажете дека можеби некош не сте ја слушале или Апсолутно. А Апсолутно. многу често ни се случува да ни кажуваат нешто што треба да го чуеме или барем под контекстот да го чуеме. Можеби можеме да помогнеме на тој И начин. после се чудиме кога се соочуваме со некои несреќни информации, Така е. се чудиме зошто не сме имале слух за тоа или зошто сето тоа ни поминало пред ликот, меѓутоа ете. И разбирливо, јас не би обвинила никого, ниту себе си, ниту другите. Навистина е разбирливо што сме такви во ова денешно време, глобално, со глобални информации. Меѓутоа, токму затоа е убавината на оваа акција и затоа Инервил клуб Скопје Европеа толку многу ја се заложи за нејзе и ја сака, затоа што барем на еден ден ќе пробаме да зборуваме за добрината. Да, имате ли со оглед на тоа што ова не е прво такво случување, каков е фидбекот? Има ли луѓе со кои што сте седнале па на некој начин се мотивирале од тоа што биле само присутни на настанот минатата година и ете продолжиле да прават некакви Краток пример ќе дадам. Првата година може би е добро и во видеозапис ако ги
имаме. Не ги снимаме тие работи. Најчесто луѓето не сакаат да... Фидбекот, не кој е доброто дело, него она дека се потикнале од нешто. Не можете да знаете колку потикнувате. Ние можеби сега додека разговараме, некој седи дома и размислува дека... Само се извинувам, ќе ве прекинам, додека кога споминавте, да напоменам дека ќе ги отвориме телефонските линии. Слободно било кој од вас може да искоментира, темава е одлична, со позитивна енергија. Доколку секако може да постави прашање до господја Бабиќ поврзано со настанот, со нивното функционирање, така што да, отворени сме како и секогаш. Повелате. Пример, како се шири сето тоа. Првата година имавме поддржувач една сликарка, Жанета Гелевска, која одлучи да донира слика, но рече нема да ја донирам како што обично тоа го правам, туку ќе ја донирам на личност која мене ме инспирира. Кога ќе ја видам на социјалните мрежи, јас подобро сликам. И сега да не навлегувам во приказната, таа навистина ја донираше сликата и таа жена беше толку инспирирана што направи добро дело за едно детенце кое беше во социјален ризик. Таа е лекарка, се премногу да не навлегувам, не сакаат луѓето да знаат. И се шири. Фидбек имаме невероватен, затоа што денеска, на третата акција, ние имаме 70 компании поддржувачи. Ако било кој отвори на нашата Facebook страна, ќе може да ги види тие компании. Некои кажуваат што ќе направат, некои не кажуваат, некои работат во рамките на компанијата, ги наградуваат своите вработени, некои донираат, некои обновуваат куќи на социјално загрозени семејства, мноштво примери. Болница дава 100 бесплатни прегледи денеска во 6 на денот. Задоволни сте, значи, генерално од помошта, или сметате дека секогаш може повеќе? Да речеме, секогаш може повеќе. Секогаш, додека не ја покриеме цела Македонија да биде едно добро дело, нема да се смириме, но верувајте дека 70 компании кои што размислуваат што да направат, значи вие сте ги инспирирале. Вие сте на добар пат сте поттикнале. Ние имаме универзитет кој ќе даде стипендии. Многу компаниите во моментов, еве денеска е последен работен ден пред настанот, се јавуваат, се подготвуваат што да донесеме на школка, сите нешто сакаат да подарат. Ги инспирираме да размислуваат како да го направат тој ден да биде уште поубав. Исто така ми е многу интересен моментот, односно еве би сакала да им доближиме на гледачите. Во кој момент целта е нели со правењето на добри дела, но еве на вашава организација, женското здружение, што беше примарната она иницијална капесла да речете да, еве ова ќе земеме да го правиме, pay it forward? Леле, ова никој не ми го поставил вака, треба да размислам. Инервил клуб Скопје Европеја е женска сервисна организација. Таа е дел од дистриктот во Македонија на Инервил. Ние сме инаку во Македонија 5 клуба и секогаш членуваат само жени. Јас се извинувам на мажите, но ова е само женски клуб. Добро, не се чувствувам дискриминиран, бидејќи еве знам каква организација. Во неа, во принцип, членуваат силни, јаки жени, кои што се докажани во своите професии и навистина имаат мотив и сакаат да придонесат некако поинаку во општеството, освен преку својата професија. И кога јас влегов во тој клуб, едноставно баравме нешто со кое што сите ќе се идентификуваме. Кое што се разбира ќе не одвои од сите останати. Но ќе биде заедничка нишка. Но ќе биде заедничка нишка и верувајте дека моите лавици од клубот Инервил клуб Скопје Европеја, кога ја разработивме идејава, не можам да ви објаснам каква е возбудата и каква е задоволството кога го трчаме и го работиме ова. Не е едноставно. Но на крајот на денот, кога ќе заврши се, треба да не ги видите лицата од среќа. Ние постоиме 4 години. Имаме уште една голема акција или организација која што ја правиме во ноември, а тоа е денот на толеранција. И тогаш исто така разговараме за толеранција, за нетолерантноста, пошто сме и нетолерантно општество. И тоа ни е потребно, така што некако случајно нашите акции си ги поделивме во разумен размак, да речеме.
април и ноември, и тоа се главните настани по кои што веќе не препознаваат во општеството, а дополнително нели ускокнуваме таму каде што мислиме дека е потребно или каде што имаме можност да помогнеме, секогаш ќе помагаме. Ајде да проговориме малку околу аутизмот, она што го споменавте. За волја на вистината ние во отвореното студио тука доста често ја третираме темава со оглед на тоа што ја април е прогласен или за месец за подигнување на свеста за аутизмот. Зошто конкретно сега и споменавте дека е соработка со организацијата Аутизам МК, да. Поздрав до Денис Јанкуловски, ако не гледа. Така, сметавте дека сега е правилниот момент да се поврзат овие две работи? Знаете како се поврзавме? Лани ние ја подготвуваме акцијата како Инервил, Денис си ја подготвувал акцијата. Ние одиме да ја побараме школка од надлежните, тој отишол да ја побара школка. И на едните и на другите не викаат, ама друг настан ќе се прави таму. И некако јас реков, кој е тој? Да видам Денис, дај да го запознам. Да. Седнавме, не поминаа ни 10 минути, ние се договоривме дека заедно ќе го правиме. Лесно е кога си има иста идеја. Така е, точно. Можевме ние по македонскиот менталитет да се закаравте. Да се закараме, па да правиме на две различни места на школка, па да се тераме еден со друг да го откаже. Да. Едноставно, ние само се погледнавме, кликнавме со истата идеја и рековме само дајте да го смислиме насловот, да направиме симбиоза на двата настани. И тоа помина перфектно и пред неколку месеци Денис се јавува и вика, мајо, ќе правиме пак. Се разбира дека ќе правиме. Тоа беше случајно реков, се сретнавме, не случајно продолживме заедно, затоа што свативме дека истини се пораките. Еве гледате, тој не е тука сега, ама немаме проблем да разговараме и за аутизмот и за Pay It Forward. Така што многу сум среќна што и некако се најдовме. И некако го направивме ова. Имаме гледач на линија, чинам. Дали се слушаме, доколку се слушаме, добар ден, повелете во програмата. Не, си исклучил гледачот. Почекаме другиот гледач. Да, остануваат. Во меѓувреме сега да ја прашам, дали оваа картичка некогаш ви се има вратено назад? Или познавате некој кој што му се има вратено? Не ми кажале, мене не ми се има вратено, за жал. Треба години да пројдат за да чисто треба да поминат. Не, мене ми се нема вратена, да можев да кажам дека да, па да лажам тука, но не. Но мислам дека ќе треба повеќе години за да знаете како првата година ни се случуваше, бевме на плоштад, купивме цвеќенца, делевме на луѓе и вака ни вика, што е ова скриена камера? Не се навикнати. Не се навикнати, да. Дури имавме една господја која што не одби и рече не сакам да го земам. Јас викам, па добро дело ви правам. Таа вели, не ми треба мене добрина. Не сме учени да ни прават добро, онака без причина. Да, затоа го поставив предходно и прашањето, се повеќе се добива впечаток дека секој оној што ќе понуди на некому нешто добро, малку се скептични луѓе. И се бара позадината. Да, апсолутно. Дали има задна намера и како господја Бабикеве малку можеби филозофски би излегле. Оптимистична ли сте некогаш вака размислувајќи дека можеме да излеземе од ова животно темпо, модерно време и малку да се загледаме повеќе во себе си, па и она што го споменавте и претходно во најблиските околу нас, меѓутоа и генерално кон општеството. Не знам да ви одговорам на тоа прашање во моментов, бидејќи тргнавме искрено да разговараме, ама која е другата опција? Да, би се согласила со овој дел. Може би постои некој што има и втора опција, веројатно. Јас не ја гледам другата опција. Не знам дали можеме да искочиме и дали нашите генерации ќе доживеат еден релаксиран, идиличен период и живот, но не гледам друга опција. Јас додека сум жива ќе работам на тоа да се промени, а дали ќе го променам, не знам. Така. Инаку аутизмот ме прашавте, па не ми одговорив. Ве следам и знам дека многу
посветувате внимание и не треба вас да ви кажувам колку се тие деца посебни и прекрасни и колку љубов има во нив и колку малку им треба внимание и инклузија во општеството. Тука мислам дека се менуваат работите. Не е 100% сменето, но мислам дека народот се отвори. Дека не е повеќе страшно да видите дете кое што има поинакви потреби од вашето. Не е страшно, дури ги поттикнуваме да ги изнесат децата надвор, да ги вклучат во општествените процеси, во дружењето. Може би правиме мали чекори во тој однос, но веројатно оди кон Знаете кој е уште еден клучен дел во сето тоа, што генерално медиумите во Македонија во своите ударни термини третираат теми од политиката. Да, нон-стоп е само тоа. Ние се трудиме барем во тие термини кои што луѓето ги гледаат да зборуваме за сите тие теми. Ако ние не зборуваме, луѓето кои што се со нас ако не зборуваат, тој дома нема да свати зошто е сето тоа важно. Медиумите играат клучна улога и мене ми е драго што постоите и што зборувате гласно за тоа, затоа што како и да го вртите, што и ние да правиме, дури ова акција правиме добри дела и растеме заедно, нема да се расшири ако вие медиумите не постоите. Но сепак мислам дека барем човек веќе разбира дека луѓето со посебни потреби не се чудо. Тие се само луѓе кои исти како нас, кои што треба да бидат вклучени во општествените процеси. Јас би рекла дека државата малку повеќе треба да води сметка. Ние се уште немаме не декларативно, бидејќи декларативно не декларативно. Се е супер. Немаме центри за аутизам или барем немаме така како што тоа треба да биде. Немаме места каде што тие деца можат да добијат соодветно. Да, и главното прашање барем со колегата Чаловски кога сме ги отварале овие теми во студиото од родителите на децата, да речеме со аутизам или без разлика со лица со посебни потреби, главната мака, односно дилема е да ние го даваме максимумот и се бориме, но што по нас со нашите деца? И тоа е тоа што Јас имам пријатели кои што имаат деца кои што имаат поинакви потреби. И знам колку се сите во паника заради тоа. Многу работи треба. Тие деца јадат поразлично. Нивната храна треба да биде и поквалитетна и поскапа и суплементите кои што ги добиваат треба да бидат многу квалитетни. Сето тоа кај нас се уште не е поставено на едно ниво како што е во нормални развиени земји. Ама пак е нашата работа тоа. Ние само ќе притискаме толку можеме. Можеме да го направиме овој настан, да зборуваме на социјалните мрежи, вие да не поканите, ние да дојдеме овде. Се надеваме дека некој гледа и размислува стратегија што со тие деца. Да, се надеваме и ние. Се гледаме во недела пред школка, да. Да, и чекаме. Господја Бабих, навистина беше убаво да се почувствува вашата позитивна енергија тука во студио и се ова зашто целите и правите, навистина ви посакувам уште многу успеси. Фала на поканата. Ви благодариме за не заборавајте да ја направивте добро дело, ќе направиме и јас. Не заборавајте да ја поминете картичката понатаму. Нема да заборавиме. И секако да, почитувани, во недела 10:30 часот бидете на школка. До 14 часот. Так. Награди, подароци, музика, се. Да. Јас и Јана овдека се одјавуваме, се гледаме веќе од понеделник во истиот термин од 14 часот. Сега следува забавниот дел, а вечерва се дружите со Јадранка Костова. Дојдој.